Први месеци од 2025 се изгледаше стабилно во коалицијата Влен, но политичките турбуленции во албанските партии на власт започнаа уште напролет со почетокот на преговорите за кандидатурите за локалните избори. Арбен Таравари ја напушти коалицијата под изговор дека бара посебни листи за советници. Во мај, поранешниот кандидат за председател на Влен не само што ја напушти коалицијата со која дојде на власт, туку ја напушти и владата. Алијанса за албанците на Таравари, дури и пред да помине една година во оваа влада, замина во опозиција. Солон бендим që Alianca për Shqiptarët të shkon në opozit. Alianca për Shqiptarët krenarisht tregon se vitin e kaluar zbashku me partitë e Vlenit arritëm që ta sjellim ndryshimin apo rotacionin politik të shqiptarët, po ky ndryshim fatkeqësisht konstatimi ynë është se nuk është ai ndryshim që e premtuam, po vetëm një zaventësim. Премиерот Мицкоски најавуваше недела со големи промени во владата. Тој изјави дека во наредните денови јавноста ќе биде информирана за промените во неколку ресори на извршната власт. Мицкоски рече дека 5 месеци пред изборната кампања е време да се дефинираат два блока на политичката сцена во земјава. Реалната политика е работа на можното. И јас сум апсолутно свесен за тоа. Оваа недела ќе има многу работи појасни, но едно е јасно, дека на помалку од 5 месеци од почетокот на кампањата за локалните избори се диференцираат два блока. Едниот блок е блокот од минатото, блокот на криминал, корупција, срам, плячка. Таму тој е едниот блок, на кој што за жал Арбен Таравари одлучи да му се приклучи. И другиот блок е блокот на честните граѓани, блокот на Македонија, кој што сака да види една богата, успешна земја во која што ќе нема повластени, во која што нема да се играат фудбалчиња во владините кабинети, туку ќе се работи, ќе се испорачува за граѓаните. Во тие денови се водеа интензивни преговори за реформирање на владата, соопшти првиот потпредседател Изет Меджити. Тој рече дека продолжуваат преговорите за промени во извршната власт по заминувањето на Таравари и дека позициите што и припаѓаат на Влен, без разлика дали беа дел од Алијанса за албанците, ќе останат за нивната коалиција. Ги повика членовите на Алијанса за албанците да се приклучат на Влен. Mendoj që edhe në kaluarën, po dhe tash domethënë kemi të bëjmë me atë që asheja mbetet e përsaktuar aty ku ishte, si pjesë e Vlenit, si pjesë e ndryshimeve, ka hise, ka kontribut në fitoren e Vlenit, ka kontribut në ndryshimet në rotacionin politik që ka ndodhur. Këtu ka deviju lideri i tyre, të cilin normal që mund ta kuptojnë nëse i ka poç zotit Ahmeti, po nuk duhet pra dhe gjithë tjerët për shkak kësaj pra të devijojnë nga rruga. Председателот на движењето Беса Билјал Касами рече дека единствено непожелни во Влен ќе бидат оние кои ќе соработуваат со Дуин Али Ахмети, алудирајќи на структурите на Таравари. Тој рече дека ќе има функционери на Алијанса за албанците кои ќе останат во Влен, односно на нивните позиции на власт. Do kisha thënë këtë lojë nuk e nisëm ne. Ali Ahmeti nuk u dash të futet në kështu lojra për të tërhekur deputet apo edhe individ të caktuar, sepse mekanizmat për të marrë, do kisha thënë, deputet duke qenë pjesë e qeverisë janë shumë më të mëdha, por nuk ka qenë fokusi jon aty. Неколку недели останаа некои високи позиции во извршната власт празни, но од коалицијата Влен, позициите што останаа слободни од структурите на Таравари беа пополнети со половината од Алијанса за албанците, што остана дел од власта. Arben Fetaj беше назначен за вице-премиер за добро владење. Aty mund ketë rokada për brenda Vlenit, do ketë ndoshta nevojë të akomodohet ndonjë deputet nga bloku, nga Fronti Evropian. Këto çështje mbeten për të diskutuar, por në vija trasha hisja e Vlenit nuk ndryshon, hisja e aleancës për brenda koalicionit Vlen ngelet ajo që ishte, ndërsa për praktikisht lëvizje brenda strukturave të Aleancës për Shqiptarët keni parë çdo ditëve të fundit, duke filluar nga forumi rinor, nga shumë deg që janë pozicionuar qartë, kuvendar që kanë nënshkruar на анën тон. Лидерите на Влен рекоа дека во моментов имаат двајца пратеници повеќе и дека се на подобри позиции отколку пред излегувањето на Арбен Таравари од владината коалиција. Тие истакна дека сега се дефинирани два политички блока и во албанскиот табор и дека се подготвуваат за локалните избори.
Таравари е контрадикторен со самиот себе и на политичката сцена само уништуваше, рече Зијадин Села. Тој го предупреди Европскиот фронт да внимава доколку Таравари се обиде да им се приклучи на тие коалиции на локалните избори. Села рече пред новинарите дека Таравари секогаш се обидува да профитира од сите, сатирично наведувајќи како тој се обидува да се кандидира на локалните избори. Декларатата типит që do bashkëpunojmë me të gjithë që të votojnë mua janë jo serioze. Sepse kjo e di si i bie. Të dalëm këtu dhe them, unë Zjadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, do dalë dhe do i fitoj zgjedhjet prej Strumicë deri në Strukë e deri në Likov. Sepse në Çajir kandidati im i Aleancës do marrë për krahën e Ali Ahmetit, Izet Mexhitit, ku di unë Arben Taravarit, e gjithë kandidatëve tjerë, Gostivar njësoj do fitojmë se do në përkrahë Ali Ahmeti, Izet Mexhiti, Bilal Kasami, Afrim Gashi, Arben Taravari, ku di unë në Strumicë do na përkrahë Mickovski, gjithë partitë politike. Таравари се приклучи на опозицијските партии предводени од ДУИ. Во новата коалиција на Европскиот фронт, претворено во НАИ, локалните избори станаа тест на политичка моќ. На локалните избори на 19 октомври покрај Чаир, жестоки надпревари во албанскиот политички блок имаше и во Тетово, каде што реизборот на Билал Касами го предизвика еден од подпредседателите на ДУИ, Байрам Реджепи. Исто така Алијанса за албанците на Таравари, под чадрот на НАИ, се кандидираше и за Врапчиште, Теарци и Сарај. Shteti ynë ka kaluar në prova të rënda, por sa herë që e ardhmja duke e pasigurt. Qytetarët, bashkë dhe pa dallim etnie, feje apo partije, zgjidhnin dinjitetin, demokracinë dhe të ardhmen evropiane. Sot më shumë se kur kemi nevojë për bashkim, kemi nevojë për vendosmëri, kemi nevojë për një drejtim të qartë, edhe ai drejtim është Evropa dhe integrimi evropian. Kjo është hapi i fundit që duhet ta bëjmë, hapi që të na garantojë një shtet sigurt, të zhvilluar dhe prosperues. Како од редовите на НАИ, така и од ВЛЕН не беше предложена ниту една кандидатка за градоначалник. Според законот на листите за советници и пратеници, секој трет кандидат мора да биде од женскиот пол, додека за извршната власт и кандидатури за градоначалници нема законско регулирање. Tash në këto zgjedhje është kështu, po ju e dini se BDI ka qenë prishtare e mundësive të barabarta duke patur edhe kryetar komune, urbane, grua, edhe bartës të listeve për këshilltar, por në këto zgjedhje kjo është gjendja fatkeqësisht, megjithëse edhe tani ka shembuj pozitiv, siç është lista e këshilltarëve në qytetin e Kumanovës nga Aleanca Kombëtare për Integrim. На 28 септември започна кампањата за локалните избори на 19 октомври. Политичките партии и коалиции ја започнаа својата официјална изборна активност. Председателот на ДУИ Али Ахмети на промотивната конвенција на НАИ рече дека противниците не го почитувале легитимитетот освоен од албанците, дури го загрозили и Охридскиот договор со укинување на законот за албанскиот јазик и со отстранувањето на балансерот. Kristian Mickovski me zagar dilet në gjueti për Lepuj, por jo për Shqiponja, se Shqiponja nuk zihen as me zagar, as me lakej e kasnec, të cilat ti po i stërvit për të na denigru neve. Po të përsëris edhe njëherë, Shqiponjat fluturojnë lartë në kaltërsi, zagarët ruaj për Lepuj. Еден ден по конвенцијата на НАИ, при отворањето на предизборната кампања, генералниот секретар на ДУИ Фатон Ахмети рече дека нивниот лидер со зборот послушници, односно загари, мислел на оние кои се подчиниле во служба на владеачката македонска партија, а не на сите албанци. Ахмети рече дека со Орли се имало предвид на албанците, користејќи фигуративен говор дека орлите не може да се фатат со тоа да бидат послушници. Тој направи паралела дека кога биле во заедничката влада со ВМРО ДПМН, имале легитимитет од гласовите на народот. Mendoj që e keni keq kuptuar qëndrimin e zotit Ali Ahmeti. Kryetari Ahmeti shqiptarëve ju referua si Shqiponja dhe ato fjalë nuk kanë qenë të dedikuara për shqiptarët. Ato fjalë kanë qenë të dedikuara për të gjithë vazalët të cilët i shërbejnë politikës ВМРО DPMN-s. Të bashkëqeverisësh duke pasur mandatin dhe duke pasur verdiktin e popullit shqiptar,
dhe të jesh i përzgjedhur i VMRO DPMN si vazal nuk është gjë e njëjtë. Ne kur kemi qenë në bashkëqeverisje me VMRO DPMN, kemi përfaqësuar popullin shqiptar dhe ai verdikt ka buruar nga vetë votuesi shqiptar. Додека политичките партии и независните кандидати ја користеа последната фаза на предизборната кампања, од друга страна Државната изборна комисија ги распределуваше изборните материјали во сите 80 општински изборни комисии во градот Скопје. Вкупно беа отпечатени 4.613.438 гласачки ливчиња за избор на градоначалници и советници. Најдолгото гласачко ливче е 50 сантиметри. Сите се произведени според високи стандарди на безбедност и заштитни елементи за обезбедување на тајноста на гласот. Во избирачкиот список се запишани 1.832.415 гласачи, кои ќе гласаат во 3.480 избирачки места. Од нив 6 нема да бидат отворени, бидејќи нема жители со право на глас во тие општини. Процесот на гласање на 19 октомври помина добро. Излезноста беше малку над законскиот праг, додека резултатите покажаа дека ВМРО ДПМН триумфираше со 55 места за градоначалници на локалните избори, но и во Скопје. Орце Ѓорѓиевски стана градоначалник на главниот град со најниска поддршка во последните 2 децении. Коалицијата Влен, партнер на Мицкоски, ја надмина Дуи на овие избори со 9 места за градоначалници во споредба со 5 места на коалицијата Нај предводена од Али Ахмети. Вториот круг на локалните избори заврши со 21 место за градоначалници за ВМРО ДПМН и град Скопје, коалицијата Влен со 4, СДСМ со само 3 места, Сојузот на ромите со 1 место и партијата Знам со 1 градоначалник. Премиерот Мицкоски рече дека дури и по локалните избори коалицијата на власт останува стабилна. Од опозицијските албански партии, коалицијата Влен беше критикувана за помагање на ВМРО да победи во неколку општини со мнозинство албанци, како што се случи по многу години во Кичево. Во 4 општини, каде не е постигнат цензусот, изборите се повторуваат на 11 јануари: Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово Ростуше. На крајот на годината, собранието избра и 2 нови министри. По предлогот на премиерот Мицкоски, пратеникот Беким Сали се откажа од мандатот во пратеничката група на Влен за да премине во извршната власт како министер за европски прашања на местото на Орхан Муртезани. Мухамед Хоџа беше именуван за министер за екологија на местото на Изет Меджити, кој сега е градоначалник на Чаир.